Добар ден, драги ученици! Моето име е Весна Пановска. Предавам бизнис во Средното градежно гимназиско училиште на град Скопје, Здравко Цветковски. Ова видео е наменето за учениците од средно стручно образование кои што изучуваат бизнис во 4-та година. Вам ќе ви бидат потребни пенкалце и тетрадка за да ги запишете новите дефиниции, поими и за да ги решите зададените задачи. Денес ќе зборуваме за суштина и значење на претприемништвото. Кои се очекувани цели на учењето? Да го разберете поимот претприемништво, да го дефинирате претприемништвото, да ги согледате теоретските природи за претприемништвото, да ја сватите суштината на претприемништвото, да ја согледате иновацијата како движечка сила на претприемништвото, да го согледате ризикот, да ги разберете комбинацијата, субституцијата на факторите на производство и реалокацијата на ресурсите и да го објасните значењето на претприемништвото. Поимот претприемништво доаѓа од францускиот збор entreprendre, што значи да преземеш нешто, што во бизнис контекст значи започнување со бизнис. Поимот претприемништво најчесто го поврзуваме со претприемништвото во микро, мали и средни предпријатија. Претприемништвото во големите предпријатија го нарекуваме внатрешно претприемништво или интрапретприемништво. Зошто претприемништвото е толку важно? За нас купувачите, претприемништвото е важно, бидејќи секојдневно не снабдува со производи кои ги користиме. Например, храна, облека, компјутер, мобилен телефон и други услуги кои што ги купуваме од бизнисите. Но дали знаете дека некои од производите кои што ги користиме денес не постоја пред 50 на години? Во меѓувреме, некои претприемачи ги создадоа и ги понудија на пазарот. Како например, персоналниот компјутер. Првиот персонален компјутер е создаден во 80-тите години на минатиот век. Компјутерите од минатото беа комплицирани и сложени и нив обичниот човек не можеше да ги користи. Првиот персонален компјутер го создадоа Стив Џобс и Стив Вознијак, кои ја основаа компанијата Apple. Компанијата Apple, благодарение на иновациите кои што ги воведува, е една од водечките компании во компјутерската технологија. На слика 3 е прикажан персоналниот компјутер низ годините. Претприемништвото им овозможува на бизнисите, без разлика на нивната големина, да се стекнат со конкурентска предност на пазарот, да растат и да се развиваат. На купувачите пак им овозможува користење на нови, подобрени производи. Претприемништвото може да го дефинираме како процес на откривање можности и преземање ризик за реализација на тие можности со рационална употреба на ресурсите. Претприемништвото е процес кој што се одвива низ неколку фази кои постојано се повторуваат. Претприемништвото е процес на откривање можности. За да се реализираат пак тие можности, потребно е да се преземе ризик. При тоа, потребно е рационално да се употребуваат ресурсите. Да се запознаеме со неколку теоретски учења на претприемништвото. Неокласичното економско учење акцент става на максимизација на профитот преку ефективно и ефикасно искористување на ресурсите. Психолошкото учење се однесува на човечките ресурси, нивните знаења, квалификации и способности. Социокултурното учење го поврзува претприемништвото со социокултурните вредности на општеството. Суштината на претприемништвото ќе ја согледаме преку неговите суштински карактеристики. Суштински карактеристики на претприемништвото се иновација, ризик, комбинација и субституција на факторите на производство
и рационално користење на ресурсите. За да може предприемачите да извршат успешна комбинација и субституција на факторите на производство и рационално да ги искористат ресурсите, потребно е да поседуваат менаџерски способности. Иновацијата е клучен двигател на економскиот пораст и носител на широки бенефиции за општеството. Иновацијата може да се однесува на создавање нов производ, подобрување на карактеристиките на постоечкиот, нова технологија, откривање нови пазари, нова организација на работа, нови суровини и материјали. Иновацијата не е инвенција. Ако иноваторот дојде до ново откритие, но не може да најде некој кој ќе го произведе и понуди на пазарот, тогаш пронајдокот останува непознат. Иновацијата овозможува комерцијализација на инвенцијата. Лари Пејдж, основачот на Google, вели: инвенцијата не е доволна. Никола Тесла ја измисли електричната енергија која денес ја користиме, но не успеа да ја направи достапна на луѓето. Мора да се комбинираат и двете работи, и инвенцијата и иновацијата. И треба да се има компанија која треба да ги комерцијализира работите и да ги направи достапни до луѓето. Брзите промени во опкружувањето, промената на желбите и потребите на купувачите, новата технологија, конкуренцијата, глобалниот и динамичен пазар носат можност за иновации. Иновацијата му овозможува на бизнисот создавање конкурентска предност, а нас купувачите не снабдува со нови производи. Размислете и запишете неколку иновации кои значително го промениле начинот на вашето живење. Еве пример за неколку иновации. Социјалната мрежа Facebook, компјутерот, мобилниот телефон, електричниот тротинет и слични. Разликуваме 4 типа иновации. Радикалната иновација се однесува на создавање нов производ со нов процес на производство. Пионерската иновација ја поврзуваме со создавање нов производ со ист процес на производство. Технолошко приспособување значи создавање ист производ со нов процес на производство и адаптацијата значи правење мали промени на производот и производниот процес. Предприемачот действува во ризик и неизвестност. Ризикот е неизоставен дел од неговата работа, но предприемачите преферираат пресметан ризик. Особено е значајна нивната способност да се справат и да управуваат со ризикот. Најризично е да не се презема ништо, е мисла на предприемачот Фредерик Смит, која представува мото на успешниот предприемач. Предприемачите не се само слепи преземачи на ризик. Ризикот кој тие го преземаат е базиран на претходна проценка. За да ги намалат трошоците и да го зголемат профитот, предприемачите вршат комбинација и субституција на факторите на производство и реалокација на ресурсите. Да се потсетиме, кои се основни фактори на производство? Основни фактори на производство се труд, земја, капитал и предприемништво. Ако еден ист производ може да се произведе со различна комбинација на фактори на производство, предприемачот може да реши да го замени поскапиот со поевтин фактор на производство. Например, поскапата енергија со поевтин труд. Заради остварување на повисок профит, предприемачите вршат реалокација, односно селење на расположливите фактори на производство од сектори на економијата кои даваат помали приноси кон сектори во економијата кои даваат повисоки приноси.
Делењето на ресурсите може да се врши преку производствена преориентација, што значи пренасочување на ресурсите од една кон друга употреба, и производствена диверзификација, што значи проширување на производствената програма. Погледнете ги следните задачи и обидете се да дадете одговор. Едно предпријатие во својата производна програма има застапено производство на негазирани овошни сокови од неколку видови овошји. Следејќи ја состојбата на пазарот и потребите на потрошувачите, предпријатието со иста технологија и работна сила го пренасочува производството кон производство на сладко, овошни джемови и мармалад. Како се нарекува ваквото пренасочување на ресурсите? Едно предпријатие се занимава со транспорт и шпедиција. Анализата на пазарот и постојаната тенденција за максимизација на профитот го поттикнуваат ова предпријатие да ја прошири својата активност во производство на органска храна. Како се нарекува ваквото пренасочување на ресурсите? Во задача 2 станува збор за производствена преориентација, додека во задача 3 станува збор за производствена диверзификација. Кое е значењето на предприемништвото за економијата? Ако тргнеме од тоа дека предприемништвото е создавач на нови бизниси. Создавањето нови бизниси е клучен фактор за развојот на модерните економии. Новите бизниси создаваат можност за отварање нови работни места. Новите производи ја поттикнуваат конкуренцијата. Конкуренцијата пак е фактор за зголемување на продуктивноста на економијата. Продуктивноста на економијата пак од друга страна ќе предизвика остварување на повисоки стапки на економски раст на земјата, што во крајна линија значи големување на животниот стандард на населението. Што научивме? Го определивме поимот предприемништво, го дефиниравме предприемништвото, ги согледавме основните теоретски учења за предприемништвото, ја разбравме суштината на предприемништвото, го разбравме значењето на иновациите, го согледавме ризикот како карактеристика на предприемништвото, ја разбравме субституцијата и реалокацијата на ресурсите и го согледавме значењето на предприемништвото. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам успешна работа. Весна Тановска, следувам бизнис го дефиниравме предприемништвото, продуктивноста на економијата. Растот на вкупната продуктивност на економијата е фактор за остварување на предприемачот извршил производствена. Во првата задача предприемачот направил Кнуваат ова предпријатие да ја прошири задача, предприемачот направил